Во општина Росоман вистинска урбанизација. Се работи на неколку локации, па затоа еве ќе го запрашаме градоначалникот Стојников да ни каже конкретно, јас колку што можам да видам еве позад нас овде се работи на партерно уредување на просторот околу општинската зграда. Што конкретно и што точно ќе се работи? Значи денес се наоѓаме во делот пред општинската и околу општинската зграда, каде што моментално започнува со изградба, партерно уредување, поплочување, со поставување на зеленила, односно уредување на целиот овој дел околу зградата, кој што многу години не е среден и сметам како едно од најфреквентните места, бидејќи тука е општината, тука се двете приватни здравствени установи, тука е училиштето, градинката, конечно ќе добие еден нов и модерен лик како што заслужува и лик кој што навистина целосно ќе ја промени сликата во овој дел. Да напоменеме, значи партерно уредување, зеленило, претпоставувам ќе има клупи, реквизити слични. Да, комплет, секаде каде што луѓето ќе може да се релаксира, да се на некој начин да седат, да одмараат, да уживаат во овој дел околу општинската зграда. Предвиден е паркинг простор или? Да, исто така, со оглед на тоа дека до сега нема предвидено паркинг простор, предвидовме и комплетен паркинг простор со повеќе од 20 места, со настрешници, каде што возилата ќе бидат заштитени, со фонтани, значи навистина е многу добар проект кој што се надевам по неговата реализација ќе дојдете на лице место да го видите и заедно на некој начин да го уживаме овој проект. А во ред да продолжиме понатаму. Градинката Праскичка во Еке, нели, до градбата неизина конкретно и таму за што станува збор? Вака, доколку ми дозволите, како што кажавте, во Росоман се случува урбанизација, во изминатиот период реализиравме некои да речам проекти, градинката, до градбата на градинката моментално е во изградба, проект кој што е финансиран од Министерството за труд и социјална политика. Исто така, пред извесен период целосно ја реконструиравме улица Пере Тошев, која што не е реконструирана повеќе од 2 децении. Централното подречје на Росоман доби целосно нов лик, добивме еден убав среден плоштар, каде што нашите сограѓани ќе може да се рекреираат и уште неколку краци од улици кои што ги реконструиравме уште во првите 100 дена. Значи навистина се случува една промена, една урбанизација на општина Росоман. А што е предвидено во наредниот период во општина Росоман, прашање, што ќе работите друго? Значи ќе се одвива урбанизацијата или изградата најдинамично веќе во фаза на тендерирање на улицата Пере Тошев, каде што не е предвидена само реконструкција на улицата, туку и целосна промена и поставување на фекална атмосферска канализација и водоводна линија. Исто така очекувам во наредните неколку месеци да започнеме со реконструкција на улица Гоце Делчев, која што исто така ќе биде комплет со атмосферски со фекална канализација, улицата Стерио Несторовски и улицата во Трстеник. Исто така ќе има уште неколку значајни инфраструктурни проекти кои што ќе се спроведуваат во останатите населени места, но за тоа по изведбата текомно ќе ги известуваме и граѓаните и медиумите. Навистина оваа година се предвидува една голема комунална изградба, инфраструктурна изградба, која што Росоман можеби и не ја памети. Ќе реконструираме улици кои што не се четнати повеќе од 2 децении. Градоначалниче, имаме информација дека јавното комунално претпријатие конечно ќе добие сопствени простори. Точна информацијата или? Да, точна информацијата. Една од нашите главни заложби во предизборието беше токму проширување на надлежноста на јавното комунално претпријатие и добивање на сопствени простори. Благодарение на владата ние веќе добивме простори и сега треба да влеземе во фаза на адаптирање на тие простори со цел јавното комунално претпријатие да може да ги користи и со целосно да ги паркираат нивната механизација, нивните алати за работа, односно да добијат на некој начин едно сопствено катче каде што тие ќе може да функционираат. Значи дислокација од општинската зграда во нивни простори. Да, токму така, дислокација со нивни простори, нивни гаражи, комплет нивно, значи на некој начин конечно после толку многу години јавно комунално предпријатие постоење да ги на некој начин осамостоиме. Дали општина Росоман најде вода? Да, едно од суштинските и главните заложби кои што ги ветивме исто така, пак ќе се повторам, во предизборите беше токму решавање на проблемот со водоснабдувањето. Ние веќе сме во фаза на испитување на неколку локации и по она што го имам се уште немаме точни резултати од испитувањата, но по она што го разговараме со испитувачите на ваквото, мислам дека ќе Росоман конечно после многу години ќе го реши проблемот со водоснабдувањето. Ќе откриеме локацијата од каде или? Па јас сепак би оставил точно кога ќе имаме анализите од
фирмата што го прави испитувањето и тогаш ќе ги испрезентираме точно со количини пред сите нас, пред сите сограѓани и пред вас медиумите, пред секој еден. Уживајте во наелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.